Деновиве во општина Чашка се одржува детска ликовна колонија Чашка 2016. За се она што е поврзано со настанот, денес разговараме со господјата Лилјана Таневска, директор на Основното општинско училиште Тодор Јанев од Чашка. Добро утро за вас, добре ни дојдовте повтор пат во студиото на К1. Добро утро и добро ве најдов. Јас го споменав само настанот, ќе може ли вие да ни кажете нешто повеќе за ликовната колонија која организира? Па вака, детската ликовна колонија Чашка 2016 година веќе по 9 пат се организира во општина Чашка на наше задоволство, а како организатор на оваа манифестација е Основното општинско училиште Тодор Јанев од Чашка во партнерство со општината Чашка. А додека генерален покровител на оваа манифестација е градоначалникот на општина Чашка, господинот Горан Чупановски. Така. Кој се можеше да се пријави за да учествува на оваа ликовна колонија и колку учесници има? На оваа ликовна колонија можат да се пријават сите ученици на возраст од 6 до 9 оделение и секако ученици кои што имаат афинитети кон ликовната уметност, кои што ги привлекува, кои што го развиваат својот талент и исто така може да се привуваат ученици од целата Република Македонија, од сите училишта во Републиката Македонија. Но освен тоа што можат да се пријават и сите ученици од сите училишта во Република Македонија, можат да се пријават и ученици од сите националности. Затоа што во последните години веќе се почесто имаме учесници од сите националности, од сите етникуми. Имаме македонци, албанци, турци, срби, бошњаци, уште роми не ни се пријавиле. Се надеваме дека во наредните години можеби и тие ќе ни се пријават. Инаку, на оваа ликовна колонија оваа година ни се пријавија од многу градишта на Република Македонија. Еве, јас ќе ги споменам. Прво ќе почнам од најблискиот, од градот Велес. Од Велес ни дојдоа учесници од 3 училишта, од училиштето Васил Главинов, од училиштето Блаже Конески и од училиштето Свети Кирил и Методи. Потоа имаме од Даме Груев Градско, имаме учесници од Лозово, Свети Николе, Кавадарци, Скопје, Прилеп, Охрид, Гевгелија и за прв пат оваа година имаме еден учесник и од далечното Кратово. Но освен што имаме учесници од градиштата од Република Македонија, исто така имаме учесници од нашите 3 училишта кои што работат, функционираат во општина Чашка. Имаме учесници од Основното училиште Лирија од село Горно Јаболчиште, потоа од училиштето Петар Попарсов од Богомила, од подрачното училиште на Тодор Јанев во Мелница и секако од училиштето домаќин на манифестацијата Тодор Јанев од Чашка. Колку учесници има? Вака да ви кажам, бројката на учесници на оваа ликовна колонија, ако првите години во почетоците се движеше некаде од 18 до 22-25, последниве години веќе е зголемина и така да изнесува од 30 до 40. Оваа година имаме 35 учесника. А и вредно е да споменам дека освен сите националности на ликовната колонија исто така учествуваат и ученици од двата пола. Имаме и момчиња, имаме и девојчиња. Тоа сакав да прашам следно, значи се зголемува бројот на заинтересирани од година во година. Да. Се зголемува бројот на заинтересирани на наше задоволство, затоа што нели сите оние кои што еднаш дошле, биле, кажале на другите училишта, потоа социјалните мрежи, размената на слики и така натаму си придонесува да оваа бројка секоја година се. Еве во моментов можеме да погледнеме слики, мислам ова се од претходната колонија од 2015. Да. Споменавме дека ликовната колонија се одржува по 9 пат. Дали учениците кои што земале учество на некоја претходна може да се пријават повторно? Да, секако дека може, доколку се пријават во предвидениот рок, може да учествуваат повторно.
на наше задоволство, затоа што тоа ни е еден показател, Дека им се допаднало ни дава за претходната. право да помислиме дека претходната колонија им се допаднала, ги имале потребните услови за престој, за работа, потребен материјал, па ете повторно се јавиле и повторно сакаат да бидат учесници. Колку време беше оставено за пријавување и каде требаше учениците да се пријават? Пријавувањето за колонијата секогаш е од 1 до 10 јуни. Пријавувањето се врши во нашето училиште, односно кај ликовниот педагог од нашето училиште, од каде што ги добиваат сите потребни информации околу организацијата на колонијата, околу превозот, каде ќе бидат сместени, што е потребно да си понесат, што не и така натаму. Ние сме, значи, тие 10 на 20 дена во постојана комуникација и во постојано укажување на условите како би си поминали учениците. Дали секоја година ликовната колонија се одржува во ист период? Ликовната колонија секогаш се одржува во периодот од 20 јуни понатака. Ова го правиме затоа што сметаме дека тоа е најидеалниот термин за одржување на ликовната колонија. Бидејќи после 10 јуни, откако учениците ќе се ослободат од оние редовните обврски околу редовното школување, можат слободно да се посветат на својот талент, на своите афинитети, без обврски, онака опуштено. А исто така и водиме сметка, нели, да колонијата заврши во текот на месец јуни, за потоа да можат учениците со нивните родители да си го планираат летниот распус. Ликовната колонија е во тек. Кога точно започна, до кога ќе трае, што се случуваше во деновите кои што измина и што е планирано за она што останат? Вака, ликовната колонија започна на 26, односно 20 овој месец во понеделникот и ќе трае до 25 петок исто така овој месец. Инаку ликовната колонија секогаш се одржува по претходно направен план, каде ќе престојуваат учениците, што е она што ќе го работат, кои терени ќе ги посетат и така натаму. Значи сега овде ќе ви кажам дека ако изминатите 8 години ликовната колонија се одвиваше како по некој шаблон, дека учениците кои ќе пристигнат веднаш одат на терен и ги сликаат убавите предели со кои што располага општина Чашка. Оваа година внесовме новитет со тоа што првиот ден кога пристигна учесниците ги однесовме во една грнчарска работилница која што се наоѓа блиско до нашето училиште, а ја има еден млад човек, еден талентиран грнчарски работник, кој што неговото име е Тони Ангеловски, кој што од љубов и од кобија работи оваа работа, си има опремено една своја работилница со оние потребни колца кои што потпомагаат во обликувањето на предметите од глина, па така да он изработува разни видови бардачиња, тави земјени, потоа мини печки за печење леп, вазнички и други украсни предмети од глина. Кога учениците ги однесовме во таа работилница, нели со претходно договарање со господинот Ангеловски, значи тие најпрво се запознаа во кратки црти што значи грнчарството под менторство нели на Тони Ангеловски. Тој им подпомогна, им кажа како се обработува глината за да дојде до фаза на полесно обликување и потоа секое дете изрази желба да седне на колцето, да проба да обликува некој предмет. И интересот беше доста голем, не само кај учениците, туку и кај менторите. И верувајте дека со нивните вредни прстиња сите успеа да направат по некој предмет. Исто така направија и по еден музички инструмент, односно окарина, која што Ангеловски со успех ја работи веќе неколку години, а овој музички инструмент, окарина, викам ќе споменам дека е пронеден токму на локалитет во општина Чашка, што е посебна чест за нас, за општина Чашка.
Јас се извинувам, само ќе ги замолам колегите од режија доколку можат да го пуштат материјалот. Ние имаме материјал како учениците беа во гранчарската работилница и што тие работеа таму, додека ние разговараме, ете да го погледнеме и тоа. Така, да, еве ги гледате ги вредни прстиња на учениците како убаво и вешто работат. И они беа многу задоволни што токму овој ден, првиот ден, го посветивме на оваа техника работа со глина. Еве погледате со каква љубов го работат сето тоа, со сето тоа. Покрај што научиле нешто, значи и пробале сите да изработат. Сите пробаат да изработат по нешто. Така. Претпоставувам дека учениците имаат и слободно време помеѓу активностите, како е организиран тој период. Секако дека после секоја работа Так. следи и одмор и забава, нели? Па така учениците, а секогаш во вечерните часови, откако ќе завршат со тие активности околу сликањето, значи навечер имаат можност да гледаат, да следат телевизија, да си приредуваат своји забави, да си прават диско забави. Они многу често си наоѓаат своји игри од забавен карактер и претежно тие игри се со и некој надпреварувачки дух, па така да си го прават интересно секое попладне, а додека менторите и организаторот се тука за да ги подпомогнат, да ги поддржат во нивните идеи и така. А иначе испуштив да ви кажам дека учениците се сместени, учесниците се сместени во Богомила. После првиот ден од како заврши гранчарската работилница со организиран превод, значи заминаа за селото Богомила, каде што има едно хотелче, Зиден мост, и ги имаат сите услови таму за сместување, за престој и за работа. Па кога веќе ме прашавте за забавата, за одморот, за слободното време на учениците, јас ќе ви кажам дека посебно задоволство им е на учениците и го чекаат оној завршен момент, односно последната вечер, кога доколку дозволуваат временските услови, доколку не врне или не дуваат некои ветрови, секогаш се приредува еден логарски оган, околу кој учениците пеат, играат, си кажуваат разни досетки, хумори и така остануваат долго во ноќта и поминуваат прекрасни мигови. Так. Јас претходно ве прекинав со фотографиите, споминавме само што беа активностите во текот на првиот ден, да ги кажам и активностите во претходните денови кои што се реализира. Така. Првиот ден го поминаа, како што кажавме, во гранчарската работилница, каде што се обидуваа да направат по некој предмет, а после тоа во попладневните часови, после ручекот, учениците со организиран превоз се упатија кон селото Богомила, како што веќе кажав, нели, и се сместија во хотелчето Зиден мост. За да наредните денови, наредните 4 дена, ги посветат на сликање на сите убави предели со кои што располага Азот, бидејќи во Азот навистина има многу мотиви, многу пејсаж кои што учениците можат така успешно да го доловат и да го пренесат, да го стават на лист хартија или на платно. Затоа што учениците имаат доволно материјал за работа, имаат темперни боички, имаат водени боички, имаат јаглен за техника јаглен, техника туш, молив, пастел, потребни платна за сликање и така да верувам дека... Се што треба инспирација од природата. Инспирација од природата ќе имаат сосема доволно, затоа што каде и да погледнат на секоја страна, секако дека ќе видат нешто убаво кое што ќе посакаат да го пренесат на листот хартија. И се надевам дека во петок ќе има што да видиме. Так. Што е предвидено за денес и за утре последниот ден? За последниот ден, значи вака, денес се уште учениците ќе сликаат. Ќе сликаат на терен, бидејќи таму има многу предели кои што ќе ги посетат, нема да сликаат секогаш на една иста локација. А додека утре, на завршниот дел, значи, утрото кога ќе станат, доручкуваат и потоа си ги собираат нивните материјали кои што работа и повторно со организираниот превоз се враќаат во училиштето во Чашка.
А кога ќе дојдат во училиштето во Чашка, што е она што следува, значи, последниот ден. Во училиштето во Чашка се приредува изложба. Изложба на изработените слики, уметнички дела. Во салата секое училиште си има одреден изложбен простор, на кој што менторите заедно со учениците си ги изложуваат своите изработки, а потоа се формира комисија од 3 члена. Оваа комисија избира 3 најдобри уметнички дела, кои што добиваат пригодни награди, а додека другите ученици, сите други учесници, добиваат пофалници и благодарници за учеството на оваа ликовна колонија, на која што после години поминати, да речеме, ќе се погледнат диплома или пофалница и ќе се подсетат на некои денови поминати во општина Чашка, на ликовната колонија и ќе сведочат за едно добро дружење. Со оглед на тоа што ликовната колонија се организира по 9-ти пат, предпоставувам дека и во иднина ќе продолжите со нејзина реализација. Имате ли некои планови? Да, секако. Може би е рано се уште да се зборуваме? Но пред се затоа што интересот за ликовната колонија е голем, како што веќе кажав и претходно. Секако дека ќе продолжиме и понатамо да ја организираме и имаме планови за воиднина, значи оваа ликовна колонија малку да ја прошириме. Може би наредната година, бидејќи ќе биде и јубилејна, нели 10-та година поред, сакаме да поканиме и соседни земји, така да ја дадеме една друга димензија, еден друг карактер, односно да направиме и колонија, манифестација од меѓународен карактер. Не за друго, за тоа што секој кој што ќе дојде нема да зажели. Секако дека ќе си ја најде својата инспирација и ќе си создаде некое добро уметничко дело. Очекувавте ли на почетокот кога ја организиравте оваа ликовна колонија дека ќе има толку многу заинтересирани? Не, во почетокот бевме малку скептични, да признаеме. Значи, сметавме дека за прв пат почнуваме, колку ќе бидеме чуени, колку ќе бидеме разбрани, колку учесниците ќе мислат дека има нешто добро таму да се наслика во таа општина Чашка, но еве како што веќе кажав, бројката секоја година расте, таа дури можеби ќе треба да размислуваме за да ги прошириме капацитетите кај што ги сместуваме, затоа што секоја година ги сместуваме на различни места. Ако се некогаш сместени во интернатот во училиштето во Чашка, следна година се сместени во Зидан мост, друга година се сместени во Чеплес, па потоа одиме и во другите села. Не сме биле, да речеме, еве во Горно Јаволчиште, таму исто така има многу добри предели кои што може да се насликаат. А инаку кога се сместени во Чашка, тогаш секојдневно, еднодневно одење и враќање, одиме по околните села да ги сликаме. Одиме во Бањица, да речеме, Голозинци, Еловец, така сите места ги посетуваме од каде што по некој мотив ќе насликаат, затоа што пред си имаме ние и доста стара архитектура која што буди голем интерес кај уметниците за сликање. Споминавте дека оваа година сте вовеле новитет, ни откривте дека и за наредната година планирате нешто, дали тоа било пракса и во претходните години, секоја година да се прави нешто ново? Нешто ново, секоја година уствари ние внесуваме нешто ново со тоа што ако првата година, како што веќе кажав, слика исклучиво во Чашка, наредната година ги носиме во други предели. Од прилика тие се новитетите, а иначе уметноста, ликовната уметност е таа. Покрај тоа што запознаваат нови пријатели, се дружат меѓу себе, што е она што учесниците ќе научат од ликовната колонија и ќе го паметат? Јас мислам дека пред се учениците кои ќе заминат од овдека ќе си отидат со едни силни впечатоци, дека во нивната меморија најголемо место ќе завземат склопените пријателства, она дружење од недела дена, размената на телефони, адреси. Потоа знам дека сето тоа и понатака продолжува да трае со нивното јавување, со нивната комуникација преку социјалните мрежи и така натаму. А последниот ден кога ни е затворањето
на ликовната колонија. Освен тоа што ги избираме најдобрите цртежи, нели? И таа приредена изложба е отворена за сите. Може да дојдат сите родители да ја посетат кои ќе изрази желба. Така ете да упатиме на јавна покана до сите? Да, секако секој оној кој што сака да ја види, да ги види вредните раце на нашите млади уметници, што создале, како создале. Потоа исто така, освен родителите, ние сме секогаш почестени со присуство на представници од општината Чашка. Многу често доаѓа или градоначалникот на општината, или председателот на советот на општината и секако одговорниот за образование, кои што секогаш им проѓаат со внимание на учесниците и им подаруваат по некој експонат карактеристичен за општина Чашка. Так. Јас ви благодарам многу на гостувањето. Навистина беше убаво да се слушне се она што кажавте во врска со ликовната колонија. Ви посакувам успешна реализација до самиот крај. Се надеваме дека ќе ви имаме повторно во нашето студио. И вас ви благодарам што ме поканивте и еве упативме еден апел до цела Република Македонија да повелат да се пријават во предвидениот рок од 1 до 10 јуни за да можеме навреме да обезбедиме простор за сместување на сите учесници кои што сакаат да бидат дел од ликовната колонија. Така. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, овде го завршуваме нашиот разговор. Вие во продолжение ќе ги погледнете рекламите.